Денес се повеќе луѓе одлучуваат својот ден наместо со кафе да го започнат со утринско раздвижување, односно со утрински тренинг. Зошто е важен утринскиот тренинг? Кои се придобивките од утринскиот тренинг за нашето здравје? Како утринскиот тренинг влијае на нашето расположение и на продуктивноста во текот на целиот ден? Ова утро разговарам со фитнес инструктор Марина Горњивска од Теретана Фит во Скопската населба Автокоманда. Марина, добро ви утро и ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа. Еве токму за Алфа и нашите гледачи да споделиме малку повеќе зошто е важно да се вежба наутро. Добро утро и на вас. Ви благодарам за поканата. Утринскиот тренинг е најдобар старт за да се започне денот. Значи тоа е како ресет на самото тело и на самиот ум. Зашто е добар утринскиот тренинг? Поради тоа што со самиот утрински тренинг правиме добро нешто на нашето тело, односно имаме подобра концентрација, подобра енергија, го забрзуваме метаболизамот, го лачиме хормонот на среќа. Зошто утринскиот тренинг и како утринскиот тренинг влијае на продуктивноста и нашето расположение во текот на целиот ден, како што велат, нели, доколку се разбудиме наспани, доколку се разбудиме одморени, ете сега и навежбани, ќе ни биде денот убав, па ете како тренингот наутро влијае на нашата продуктивност? Значи, утринскиот тренинг, како што кажав, многу е добар поради тоа што со него не ја подобруваме енергијата, концентрацијата исто така подобро ни се зголемува, го забрзуваме метаболизамот, трошиме повише енергија, а со тоа и подобро расположение и стануваме многу попродуктивни во текот на целиот ден. Што покажуваат искуствата кај вас, кај вашите вежбачи овде во Теретаната Фит? Дали сакаат да вежбаат повеќе наутро или во вечерните тренинзи? Подобро е наутро да се вежба, поради тоа што само како што кажав и претходно, значи најдобар старт на денот ни е утринскиот тренинг, поради тоа што кога вежбаме наутро имаме повеќе енергија, а таа енергија подобро ни влијае во текот на денот. Така, што е советот од вас? Дали да се вежба веднаш наутро кога ќе се разбудиме на празен стомак или да се вежба после некој лесен доручек или појадок? Што ги советувате вашите вежбачи? Сето тоа зависи од личноста. Јас, например, најубаво ми кога вежбам на гладно, меѓутоа има некои личности кои што не може да вежбат. Најчесто на нив им препорачувам некој лесен оброк, например банана, јогурт, протеински шејк, една урма. Иначе се зависи од тоа каков тренинг правиме, дали ќе биде некој полесен или некој поинтензивен, потежок тренинг. Така, кога сме веќе кај храната, што е препорачливо? Дали веднаш после утринскиот тренинг треба да доручкуваме, доколку веќе не сме го направиле тоа претходно, и колку од друга страна храната влијае во целиот оној процес на вежбање? Потребно ли е многу да се внимава на исхраната? Да, се разбира, значи на храната треба да се внимава. Најдобро е да се јаде одма после вежбањето. Треба да се внимава на количината на протеини кои што ја внесуваме во организмот. Што ги советувате оние вежбачи, односно оние наши гледачи кои што сакаат да вежбаат, а немаат време, наутро се на работа или имаат други обврски, како да го завршат вежбањето наутро за да имаат енергија во текот на целиот ден? Значи да не чекаат мотивација, туку дека треба да се створат самите на себе навика, затоа што дисциплината е пред се, мотивацијата денеска ја имаме, утре ја немаме. Значи најдобро нека си го спремат својот ранец навечер, сабајле нека станат порано 20 и 30 минути и нека почнат со некои полесни и поинтензивни, полесни вежби. Например, чучњеви, исчекор, нека бидат така доследни една недела. Кога ќе ги видат резултатите на самото тело, тогаш самите ќе се продолжат понатаму. Значи ли тоа дека можеме наутро да извежбаме и дома без да ја посетиме теретаната, а потоа во текот на денот да направиме и еден тренинг со справи овде во теретана? Се разбира дека може. Пример, тоа сакав да кажам дека и домашните тренинзи можат и да бидат и многу добри, многу квалитетни. Пример, да направат 20 чучњеви, 10 исчекор, планк, jumping jack, лесни скокања или лесни движења, 3-4 круга поред и ете им тренинг од 20 до 30 минути.
Имате ли вие како фитнес инструкторка ваш омилен утрински ритуал со кој што го започнувате утрото, со кој што го започнувате денот? Се разбира, да. Јас сум личност која што многу рано се буди, значи станувам уште пред 6. Најчесто започнувам со чаша вода со електролити, така го будам телото. Сакам, значи така го будам телото и така се полнам со енергија, поради тоа што таа енергија ја пренесувам во мојата група и мојата група ја сакаат таа енергија. Зашто најчесто доаѓаат кај вас и велат дека сакаат да почнат да вежбаат, обично некои од вежбачите сака убава форма, други сакаат да вежбаат здравје, меѓутоа сето тоа знаеме дека е комбинација од многу нешта кои што секако предизвикуваат подобро расположение, поголема енергија и поголема продуктивност, меѓутоа што најмногу бараат и кои се нивните крајни цели од вежбањето. Значи, јас со теретаната овдека сме веќе 15 години. Значи, размислувањето во однос на тренингот е многу сменето. Ако порано, например, се вежбало ради тело, денеска размислувањето се малце различни, поради тоа што најчесто сакаат да вежбаат пред се поради здравје. Така, која е поголемата сатисфакција од вежбањето со тренер, отколку да се вежба сам во теретана, односно, ете, што покажуваат вашите искуства, зошто денес се повеќе сакаат луѓето да вежбаат со персонален тренер? Најдобро е да се почне со персонален тренер, поготово за оние кои што првпат влегуваат во теретана, затоа што пред се да се работи со справи не е баш едноставно, значи треба да се направи и да им се покаже како правилно се изведуваат тие вежби. А за групните вежби, за групните тренинзи сакаат да вежбаат поради тоа што заедно се мотивираме, заедно ја градиме дисциплината, заедно одиме чекор секој ден се поголем и заедно растем. Колку се дисциплинирани вашите вежбачи, овде видовме од повеќе различни возрастни групи, која категорија на вежбачи е најзастапена во теретаната, односно кои се најдисциплинираните ваши вежбачи? Значи, јас работам од 11-12 години па се до 65 години. Најчести од 30 години па до кај 55 и се најчести. Така. Колку редовното континуирано вежбање доведува до резултати кои што ги посакуваме сите и колку редовното вежбање е всушност најважното во процесот да ја постигнеме нашата цел? Најважно е редовното вежбање, затоа кажав, значи 20-30 минути вежбање секој ден е многу подобро отколку да вежбаш долг временски период еднаш седмично во текот на денот. Што ги советувате оние кои што досега не се осмелиле да вежбаат, наоѓаат изговори, меѓутоа путено сакаат да почнат и да го почувствуваат процесот? Да не чекаат понеделник, туку да почнат утре. Секој мал чекор е голем чекор и дека со текот на времето самите ќе се направат дисциплина и навика. И ете, Марина, можеби за самиот крај не споменавме колку вежбањето и колку утринскиот тренинг наутро влијаат и врз целото наше ментално здравје во текот на денот и во текот на целиот наш живот. Велат дека вежбањето навистина придонесува кон убави и позитивни мисли, па ете која ќе биде можеби и пораката која што ќе испратиме всушност до сите оние кои сакаат да почнат да вежбаат и да се чувствуваат подобро. Значи, вежбањето е најдобар старт на денот. Ако сакаме да направиме добро нешто на самото тело и нашето тело да ни биде благодарно, треба да почнеме да вежбаме. Со самото вежбање го зголемуваме хормонот на среќа, а го намалуваме хормонот на стрес. Така да почнете да вежбате за да телото ви биде утре благодарно. Марина, многу ви благодарам за сите совети и препораки кои што ги дадовме во утринската програма на телевизија Алфа, за сите оние кои што вежбаат веќе, кои што се дисциплинирани, меѓутоа и за оние кои што се скептици, кои што чекаат можеби некој понеделник за да започнат. Се надевам на повторна соработка со вас и секако со успешни совети и препораки за сите наши гледачи. Благодарам. И благодарам и на вас. Така е, почитувани гледачи, јас ќе се надоврзам на фитнес инструктор Марина и ќе кажам дека нема потреба да го чекаме наредниот понеделник, треба да почнеме сега и одма, затоа што навистина утринскиот тренинг придонесува за наше подобро расположение и подобра продуктивност во текот на целиот ден. Затоа не чекајте и започнете со вежбање.